Еден јавен повик и 3 јавни огласи за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост се активни во регионот. Во најголем дел земјиштето е во општина Пробиштип. Аплицирањето за јавниот повик е до 21 мај, информираат од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Пробиштип. По однос на јавниот повик станува збор за површини над 3 хектари. Потоа е за доставување на понуди за оние кои што веќе имаат подигнато долгогодишен насад на површини поголеми од 3 хектари. До 21 април заинтересираните правни и физички лица може да аплицираат и на јавниот оглас за закуп на државно земјоделско земјиште за површини до 3 хектари, каде во период до 15 години ќе се одгледуваат житни, фуражни и индустријски култури. Активен до 21 мај е и огласот за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари за производство на овие култури во период до 15 години. Најголем интерес во Пробиштип засега има за третиот јавен оглас за закуп на земјоделски површини до 3 хектари за подигање на долгогодишни насади со различни култури. Тоа е за повеќе намени, за подигање на долгогодишен насад, долгогодишен овошен и лозов насад, долгогодишен насад со лешник, маслинарници, земјоделски култури, брзорастички дрва, рибници и слично. Најголем интерес има кај нас по овој јавен оглас, каде што се понудени околу 143 хектари државно земјоделско земјиште и истиот повик ќе трае до 23.4.2016 година. Физичките лица заинтересирани за закуп на државно земјоделско земјиште не мора да се регистрирани земјоделци, треба само да достават потврда дека се впишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, дека немаат долг по основ на закуп на земјоделско земјиште и дека имаат бизнис план за бараната површина. Во источниот регион земјоделско земјиште во државна сопственост е дадено на огласи во Берово 34 хектари, во Виница 21 хектар, исто толку во Делчево и 24 хектари во Кочани. Во тека и јавниот повик за 3 деценијски закуп на земјоделско земјиште за подигање различни култури и земјоделски стопанства во општините Берово, Делчево, Виница, Кочани и Штип. За овие површини ќе има електронско јавно наддавање со утврдена почетна цена на сите земјоделски површини.